Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Прво место за основни вредности, прва награда за најдобар ментор и трето место за играта со роботи освоија учениците од кочанските средни и основни училишта, што го сочинуваат тимот од Македонија на надпреварот по роботика што се одржа во Словенија. Станува збор за регионалната Адрија Лига, пошто очекуваат учество и на Европското првенство, што ќе се одржи во Унгарија. Први во Белград и први во Словенија. По победата во Србија, учениците од кочанските основни и средни училишта учествуваа на надпреварот по роботика на регионалната Адрија Лига, што на 10 март се одржа во Гросуплје, Република Словенија. И оттаму се вратија со први места. Освоија прво место во категорија основни вредности, трето место во категорија игра со роботи и прва награда му беше доделена на Гордан Анастасов како најдобар ментор. Го освоивме првото место во делот на основни вредности, потоа трето место во робот гейм или играта со роботи и јас се добив престижната награда како најдобар ментор на Адрија Лигата за сезоната 2017-2018. Значи, следен чекоре и се надеваме дека ќе добиеме позивница за Европско првенство кое што ќе се одржи во Унгарија. Сега за сега уште немаме информација, последната информација ми е од словенците дека до 20 март треба да ни известат, бидејќи ние уште немаме лига наша во Македонија и немаме лиценца за надпреварување на Европското првенство. Воедно и сакам еден апел до сите институции да успееме за друга година да го донесеме ова првенство, да го има и кај нас, бидејќи самите ние докажавме со постоење од неколку месеци достигнавме огромни резултати, се боревме и бевме рамноправни, само два клуба беа подобри од нас во играта со роботи од Словенија, тоа се клубови кои што веќе имаат 10-15 години постоење и кои што имаат пред нив 4-5 светски првенства во Америка. На надпреварот во Словенија учениците се надпреваруваа во силна конкуренција од најдобрите тимови од повеќе европски држави, а организацијата била на високо ниво. За учениците ова е уште едно големо искуство и на нивно задоволство се вратија со одлични резултати, дотолку повеќе што на вакво надпреварување од ваков ранг учествуваат прв пат. Сега се надеваат на учество и на Европското првенство што ќе се одржи во Унгарија. Инаку, учеството на надпреварот на Фрст Лего лигата што се одржа во Белград беше финансиски покриено од Ротари клубот Кочани Виница, а патувањето за Словенија финансиски го помогна Универзитетот Гоце Делчев од Штипа. Комуналното јавно предпријатие Водовод го изготви предлог планот за вработување во наредната календарска година, за кој согласност треба да даде Советот на општината. Според податоците во документот има мали промени во однос на досегашната состојба со бројот на вработените во предпријатието. Не се планира битно зголемување на бројот на лицата што би се вработиле во комуналното предпријатие Водовод во текот на наредната година. Во тек е процедурата за донесување на планот за вработување во 2019, што според одговорните во предпријатието нема многу да се разликува од веќе усвоениот за оваа година. На седницата на Комисијата за финансии и буџет беше речено дека во моментот бројот на вработените во Водовод е 233 лица, при што се очекува намалување за 7 вработени кои во текот на годината треба да заминат во пензија, а би требало да се додадат и 56 вработувања што се планирани и веќе усвоени со планот за оваа година. Ние доваѓаме до некоја бројка од 282 вработени. Тој план е поминат. Како план. Од тој план немаме реализирано ништо односно тие 56 вработувања. Овој план за 2019 година го имаме направено со 64 вработувања. Односно, што значи тоа? Сите 56 што беа во претходниот план за 2018 година се пренесени и во 2019 година. Разликата од 8 вработувања е по основ на 4 упразните места за пензионирање и по основ на зголемени извршители во делот на паркинг просторот. Во вкупната бројка на планирани вработувања во 2019 вклучени се и 36 лица кои веќе работат, но би можеле да бидат преместени на други работни места според интерните потреби. Сепак, веде директорот на Водовод нагласи дека станува збор само за предлог план, што не значи дека задолжително треба и да се реализира.
4 пензионирања што се ставени, исто се преточени во планот за вработување, кај што е бројката 64. Значи, да не се свати дека водовод Кочани ќе вработува 64 лица во 2019 година, значи ова го правиме се со цел. Имаме ставено различни типови на бранши, за различни видови на извршители, од паркинг, од метачи, од возачи, од електроинженери, машински, геодети, значи офанале сме широк диапазон на луѓе, за да можеме, доколку ни се јави потреба, да можеме во моментот да реагираме. Предлог планот за вработување во водовод во 2019 година ќе го разгледува и Советот на општина Кочани на седницата што е закажана за вчетврток. Доколку биде усвоен, ќе треба да се достави до Министерството за информатичко општество и администрација, од каде се очекува дополнително соодветно мислење. Општина Кочани годинава планира да ги расчистува патиштата во Рицко-планинскиот регион, за што предвидува да издвои од буџетот околу 28.000 евра. Јавниот тендер за избор на изведувач на работите е веќе објавен и трае уште една недела. И во 2018 година ќе се реализира редовната годишна активност со која се обезбедува проодност на земените коловози до тешко пристапнати и оддалечени места на територијата на општината. За разлика од лани, годинава општина Кочани планира да ја намали сумата пари што ќе ги намени за прочистување и порамнување на патиштата во Рицко-планинскиот дел на оддалеченост до 30 километри. Намалувањето е за повеќе од половина, односно од околу 3.100.000 денари колку што беа планирани лани. За тековната година за истата намена се предвидени 1.700.000 денари. Според предмерот во техничката спецификација, предвидено е со дел од парите да се пробијат неколку километри патишта, а останатите средства да се наменат за прочистување на локалните патишта во должина од 100 километри, а уште 90 километри треба да бидат порамнети со машина грейдер. Исто како и досега, се планира да се набават и распостелат околу 90 метри кубни дробен камен, што ќе послужи за тампонирање на коловозите. Јавниот тендер за избор на изведувач за расчистување на патиштата во Рицко-планинскиот регион е веќе објавен и трае до 21 овој месец. Градежните работи ќе се изведуваат сукцесивно до крајот на годината, а согласно потребите на терен. За сите зацртани задачи изготвена и предмет пресметка согласно програмата за уредување на просторот во руралните подрачја за 2018 година. Центарот за култура Бели Мугри со низа активности ќе ги одбележи Светскиот ден на литературата и Светскиот ден на театарот. Со најавените настани продолжува одбележувањето на значајниот јубилеј 50 години постоење на националната установа. В пресрет на двата дена, Светскиот ден на литературата и Светскиот ден на театарот, Центарот за култура Бели Мугри организира повеќе настани со цел нивно одбележување. Воедно со настаните, Центарот за култура продолжува со одбележување на значајниот јубилеј 50 години постоење на националната установа. Сега во петок ја користам оваа можност да ги поканам љубителите на ликовната уметност да ја проследат изложбата Карпино, која што е 15-та меѓународна ликовна колонија, на која што ќе бидат представени 28 дела, работени во најразлични техники, значи отварањето ќе биде во 19:30. Следен настан, тоа е книжевен и театарски портрет на Драги Трајчев, кој што ќе биде во чест на празникот, Светскиот ден на литературата. Тоа ќе биде од 18 часот во салон Фоје 2. И потоа ни следи настани кои што се врзани со празнувањето и честувањето на празникот, на патрониот празник, односно Свечената академија на Средното општинско училиште Љупшо Сантов. Ќе имаме патронат на 23, на 22 се извинувам, и на 23 и 24 нашите членови од модерниот танц, од модерниот балет ќе присуствуваат на надпревар, меѓународен надпревар, кој што оваа година се случува во Скопје. Покрај сите овие активности од ликовната, литературната и музичката дејност, следуваат и настани од областа на театарот. Првата представа е на 27 март во знак на честувањето на Светскиот ден на театарот и на тој ден ќе прекажеме представата Столови, која што е во режија на Перо Даниловски,
а текстот на Ежен ЮНЕСКО. Следна представа, која што исто ја заокружуваме за овој месец, значи на крајот на месецот, тоа е театарската представа Разговори во 4 очи. Тоа е гостување од Македонски народен театар од Скопје, значи на задоволство на граѓаните на Кочани исто ќе имаат можност да ја погледат оваа представа која што е извонредна и прекрасна, како што е и нашата представа Столови. За сите информации поврзани со настаните и активностите на националната установа, граѓаните може да се информираат на Facebook и веб страницата на Центарот за култура. Објавен е новиот конкурс во рамки на Еразмус Плюс програмата за студентска мобилност. Со тоа на студентите им се нуди да престојуваат во друга земја, да стекнат нови искуства и да ги усовршат своите знаења. 60 слободни места има за студентите од Универзитетот Гоце Делчев со конкурсот што е објавен во рамки на Еразмус Плюс програмата за мобилност. На некои од 250 европски партнерски универзитети со колку што соработува нашата високошколска установа, ќе можат да престојуваат студентите од Македонија и да се стекнат со нови искуства. Еразмус Плюс програмата за наредната година има доделено 60 места за студии и 30 места за пракса и околу 600.000 евра, каде што ќе бидат наменети токму за искористување на оваа програма за мобилноста на студентите. Универзитетот Гоце Делчев во Штип има 250 Interinstitutional Agreement, тоа се 250 универзитети каде што студентите ќе можат да заминат, да изберат. Освен размената на искуствата во областа на образованието во некоја од европските држави, студентите ќе можат да се здобијат и со обука на јазикот во земјата во која што престојуваат. Институциите каде што ги праќаме им нудат значи јазик, обука за јазик, значи без разлика дали е тоа италијански, шпански, француски, зависно од тоа во која институција заминуваат. Исто така значи до усовршување на англискиот јазик. Еразмус Плюс програмата е наменета за сите редовно запишани студенти кои завршиле најмалку 2 семестри од студиите. Во зависност од договорот, студиската размена може да се реализира во период од 6 или 12 месеци. Годинава најголем интерес студентите покажале за универзитетите во Шпанија, Португалија и Италија. Следуваат информациите од спортот. Кошаркарите на Баскет Дино, кои се надпреваруваат во третата лига, со успех го продолжуваат пролетниот дел од првенството. На гостувањето во Македонска Каменица тие го победија тимот на Баскет Кам, со што се вмешуваат во борбата за врвот на табелата. Екипата на Баскет Дино, која се надпреварува во третата кошаркарска лига, забележи уште една победа на стартот од вториот дел на првенството. Во рамки на 13-тото коло, како гости во Македонска Каменица против тимот на Баскет Кам, момчињата на тренерот Сашо Лазаров беа подобри и на крајот славеа со резултат 61-55. Победата од 6 коша разлика не е доволен показател за распоредот на силите на теренот, со оглед што нашата екипа постојано ја имала иницијативата и била во водство, па на крајот надпреварот можел и да се предвиди. Со победата, кошаркарите од Кочани прокнижија нови бодови на своето салдо и во моментот со 22 бода, 2 помалку од водечкиот Спорт Тим, се наоѓаат на 4-та позиција. Само полошата кош разлика ги става зад екипите на Плачковици и Пинк Пантери, но нивната предност не е недостижна. Во следното 14-то коло, нашата екипа ќе биде домакин против тимот на Партизан Мултишпет од Скопје, кој е директен конкурент во борбата за врвот. Скопјани имаат ист број бодови со Баскет Дино, но се едно место подолу поради негативната кош разлика. Сепак, гостувањето во Кочани за нив ќе биде последна шанса да го задржат чекорот во горниот дел на табелата. Дека ќе имат цврста и борбена игра покажува и тоа што на домашен терен тие веќе го победија лидерот Спорт Тим. Надпреварот ќе се игра в сабота во салата на гимназијата во Кочани. И уште една информација од спортот. Екипата на Средното општинско училиште Лјупча Сантов со резултатот 5:1 ја победи екипата на Средното училиште Методи Митевски Бричо од Делчево на зонскиот надпревар во футсал девојчиња што се одржа во Оризари. Со победата обезбедија учество на регионалниот надпревар што ќе се одржи наредната недела.
На 13 март во Оризари се одржа зонскиот надпревар во футсал женски помеѓу екипата на Средното општинско училиште Љупчо Сантов и Средното училиште Методи Митевски Бричо од Делчево. Со резултатот 5:1 победи екипата на Љупчо Сантов и со тоа обезбедија учество на регионалниот надпревар што ќе се одржи наредната недела. Ако победат и на регион, тогаш ќе учествуваат на Гимназијада 2018 што ќе се одржи во Тетово, информира Весна Стојановска, професор по спорт и спортски активности во Гимназијата Љупчо Сантов. Освен зонските надпревари, екипата на Љупчо Сантов на училишните спортски лиги беше второ пласирана и обезбеди учество во понатамошните надпревари во спортските лиги, чии што надпревари ќе се одржат во вторник на 20 март во Оризари, а во кои ќе учествуваат екипата на Љупчо Сантов, 2 скопски екипи и 1 од Струмица. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.